Лидерската средба на парламентарните партии почна денеска во клубот на пратениците. Средбата се одржува на иницијатива на премиерот Христијан Мицкоски. Како што беше најавено, ќе се расправа за реформски закони, за изборот на народен првобранител, како и за укинувањето на така наречената пржинска влада. Сепак изборот на темите останува широк и како што најавија од владата, оставен е простор секој од учесниците да покрене точки за кои што смета дека се значајни. Учество на средбата потврдија лидерите на ДУИ, Али Ахмети, на Левица, Димитар Апасиев, како и представници на коалицијата Вреди и на движењето Знам. Единствено СДСМ и Венко Филипче го одбија повикот и нема да одат на средбата. Премиерот на средбата е во придружба на координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Пред почетокот на лидерската изјава даде Апасиев, кој ги повтори барањата на Левица, промена на изборниот законник, укинување на техничката влада и една изборна единица. И треба ли на Македонија техничка влада пред секои избори, или тоа е веќе бреме кое не ги олеснува процесите како што беше замислено? Прашањето се наметна по иницијативата на премиерот Христијан Мицкоски на лидерска средба да се расправа за нејзино укинување. За да се даде одговор на прашањето, најдобро е да се види како техничките влади функционираа низ годините од 2015 година, кога беше накалемена во македонскиот политички систем. Поделби внатре во владата, кавги, застои, нефункционалност. Оти имаше и врзани подписи на функционери од две различни опции. Застои во економијата, беа дел од придобивките на техничката влада. Време ли е ваквиот правен експеримент да се поправи? Се помалку носи корист за државата, а се повеќе наметнува импровизации и дисфункционалност на системот. Партиите мора добро да размислат дали Македонија треба да остане единствена држава во Европа со вакви накалемени системи. Теснопартиските интереси овде не треба да се гледаат. Министерството за здравство веќе 2 дена ја слуша јавната дебата околу предлог законот за заштита од пушењето. Оттаму нагласија дека се ова е поради превенција, јавното здравје и заштитата на младите од последиците од пушењето. Јавноста на социјалните мрежи се подели, некои околу големината на казните, други околу опсегот на забраните, трети околу тоа кои цигари се поштетни. Засега во дебатата не се посочува дека освен законот, владата треба да направи сеопфатна стратегија како да им се објаснува на младите штетноста од пушењето. Нели превенцијата е една од целите, па таа не се постигнува само со предложениот закон, може да се постигне и во училиштата, преку медиумите, со кампањи, брошури и предавања. Овие работи може да бидат поефикасни кај значаен дел од тинејџерите ако добро им се пристапи. Да, потребни се и казни и забрани, но посеопфатна треба да е борбата против пушењето за кои статистиката вели дека на Македонија ја одзема 4000 животи годишно. А за улогата на родителите пак во некоја идна прилика, Министерството најави дека јавната расправа ќе потрае. Голем интерес пријавиле меѓународните инвеститори за новата еврообврзница од 1 милијарда евра што ја издаде Македонија. Еврообврзница е емитувана во 2 транши од по 500 милиони евра. Првата е со рок на отплата од 4, а втората со рок на враќање од 8 години. Од Министерството за финансии велат дека фактот што успешно е пласирана 8-годишна обврзница дополнително говори за довербата во реформските планови на владата, имајќи предвид дека последен пат вакво доспевање било постигнато пред повеќе од 20 години. Со оваа еврообврзница ќе се изврши исплата на еврообврзницата издадена во 2020 година во износ од 700 милиони евра, а останатите средства ќе се користат за реализација на развојни проекти. Повеќе возачи низ Македонија синоќа се опуштиле празнично. Како резултат на тоа, полицијата приведе 8 возачи кои управувале возила под дејство на алкохол. Најкарактеристичен е случајот во Битола, каде еден возач, освен што бил пијан, предизвикал и сообраќајна несреќа со 3 повредени лица. По наредба најавен обвинител, извршен е увид од увидната екипа на СВР Битола и по превземени мерки е констатирано дека возачот на патничкото возило Ford Escort го управувал возилото под дејство на алкохол, односно во организмот имал 1,81 промили алкохол во крвта, пошто е лишен од слобода.
Другите апсења биле во Куманово, Велес, Неготино, Кичево и други места низ Македонија. Во следните неколку дена до крајот на неделава во цела Македонија ќе преовладува претежно сончево време со мала до умерена облачност и релативно стабилни метеоролошки услови. Температурите ќе бележат постепен пораст, а ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Од почетокот на наредната недела можна промена на временската состојба и се очекува заладување со услови за врнежи од дожд, додека на повисоките места и планинските предели можна е појава на снег. Председателот на Србија, Александар Вучич, истакна дека нема да се сретне со делегацијата на Европскиот парламент, што најави посета на Белград. Тој појасни дека делегацијата не била поканета, ниту како што рече официјално ја информирала српската страна за своето доаѓање. Седнале мрзачите на Србија и се договориле, на 20 и некој ќе одиме. Не можете да дојдете во нечи дом без покана, ние не ги поканивме и не бевме информирани за нивната посета, рече Вучич. Вучич додаде дека обврските за тој период ги договорил уште пред 5 месеци, вклучително и учество на состанок во Давос. Коалицијата Продолжуваме со промената, Демократска Бугарија денеска го врати мандатот за состав на влада, веднаш откако го доби од председателот на државата Румен Радев. Претходно неделава и од ГЕРБ СДС исто така веднаш го вратија мандатот по неговото примање. Согласно уставот, председателот Радев сега треба да го додели третиот и последен мандат на некој од останатите парламентарни групи за да посочи кандидат за премиер. Речиси сите партии во парламентот веќе се изјаснија дека нови избори се единственото решение. Дел од партиите дури го нарекоа сегашниот состав на собранието апсолутно нелегитимен. Ова ќе бидат 8ми поред парламентарни избори во Бугарија од 2021 година наваму. Украинските пратеници не го одобрија именувањето на Денис Шмихал за министер за енергетика. Тој лани беше премиер, па министер за одбрана. Сега беше предложен од председателот на Украина Володимир Зеленски да ја води енергетската индустрија. Инаку последниот министер за енергетика беше разрешен минатата година по скандал поврзан со корупција, во кој беше вмешана и неговата претходничка. Русија и Украина и нокеска извршија напади со беспилотни летала, кои резултираа со неколку повредени лица и голема материјална штета. Украински напад со дронови предизвика штети во јужниот руски град Ростов на Дон, додека десетици илјади корисници останаа без електрична енергија во Криви Риг, родниот град на украинскиот претседател Володимир Зеленски, по руски напад со дронови. Во меѓувреме на фронтот има тешки судири, а руските сили напредуваат на повеќе правци. Премиерот на Гренланд Јенс Фредерик Нилсен порача дека неговиот народ би ја избрал Данска пред САД, доколку треба да избира. Ова е најсилната порака на Нилсен откако Доналд Трамп ги обнови своите амбиции за анексија на полуавтономната данска територија. Едно нешто мора да им биде јасно на сите. Гренланд не сака да биде во сопственост на САД, кажа Нилсен. Колку ова ќе го уважи американскиот претседател останува да се види. Последиците од масовните антивладени протести во Иран, што траја повеќе од 2 недели, можеби биле многу посмртоносни отколку што објавија активистите надвор од земјата, објави CBS News. Вистината е исклучително тешко да се утврди бидејќи иранските власти целосно го блокираа интернетот и телефонските линии во земјата во последните 5 дена. Врз основа на извештаи од медицински работници се верува дека бројот на жртвите е најмалку 12.000. Колку од тие се демонстранти, а колку полицајци не е познато. Инаку во земјата има и антивладени собирања на народот, но и провладени. Руската државна компанија Росзарубежнефт објави дека нема намера да се повлече од своите нафтени проекти во Венецуела и покрај изјавите на Доналд Трамп дека САД ќе ја преземат контролата врз извозот на венецуелска нафта. Од компанијата велат дека нивните средства се стекнати под пазарни услови и се во сопственост на руската држава и дека ќе продолжат да ги исполнуваат обврските во соработка со своите меѓународни партнери. Русија и Венецуела соработуваат во енергетскиот сектор уште од 2008 година и покрај американските санкции Москва досега не се повлекла ниту од еден нафтен проект во Латинска Америка.
Масивен градежен кран се урнал врз воз во движење во тајландската провинција Након Рачасима. Засега официјално е потврдено дека најмалку 22 лица загинале, додека 79 се повредени, од кои 8 со тешки повреди. Спасувачките екипи се распоредени на терен за да ги ослободат патниците кои останале заробени во вагоните. Кранот бил користен за изградбата на брза железничка пруга што ги поврзува границата со Лаос и главниот град на Тајланд.